Господине Милановиќ, Министерството за информатичко општество и јавна администрација подготвува нов предлог закон со кој се предвидува дел од администрацијата, односно вработените во администрацијата, да бидат трансферирани во приватниот сектор, со што и ќе добијат приватните компании и бенефиции од државата, односно субвенции за нив. Како бизнис заедницата од Струмица и регионот ги гледа овие пакет мерки кои ги носи новиот предлог закон? Предлогот што го даде министерот за информатичко општество и јавна администрација е долго очекуваниот пакет мерки за намалување на јавната администрација, која во Македонија реално е една од најголемиот број и во ова информатичко технолошко живење и кај што обслужуваме мал број на жители, Македонија е релативно мала држава, секако дека треба да се направат темелити реформи кои ќе донесат бенефит на двете страни. Од една страна буџетските трошкови да ги намалиме по основ на плати, а од друга страна стопанството да не го оптоваруваме со нови давачки кои така ни е не само на стопанството и на граѓаните им е тешко се повеќе да даваат плати за јавна администрација. Предлозите уште не се дефинирани, кажено е неколку мерки, како поакцентирани мерки се субвенционирање на компании кои ќе прифатат дел од нив и една е за која и Стопанската комора се залага преквалификација на дел од административците за да полесно влезат во системот на приватниот бизнис. Реално гледано од двете страни, да ги гледаме од општо, имаат бенефити двете страни. Од една страна државата ќе плаќа помали буџетски расходи по основ на плати, затоа што едниот предлог е да се плаќат придонесите по основ на платите на вработените, значи државата ќе плаќа за нив само трошоци по основ на пензијско и здравствено осигурување. Од друга страна, бизнис секторот ќе ги плаќа платите. Според мене, која е да биде мерка, дали ќе е финансиска или не, треба да се даде време за нештата да си влезат во нормален колосек. Тие луѓе ќе им треба точно време да се адаптираат, значи приватните компании, ние само од сите вработени, 10% од нашите вработени се администрација. Значи компанија, посебно производните компании, мал дел ни отпаѓаат на администрација. Тие луѓе се во главном економисти и правници, односно од административен сектор, така да нема лесно и брзо да им се најде соодветно место. Меѓутоа, мора да се почне од некаде. Првиот чекор пакет мерки се дадени. Предпоставам дека Стопанската комора ќе ги разгледа, ќе се произнесе за нив. Така, сувопарно гледано, ќе даде решение. Така, сакам да ве запрашам, не сметате ли дека ќе се направи диференцијација, односно дисбаланс помеѓу невработените кои во моментов бараат работа и оние кои што, условно кажано, на готово би дошле од јавната администрација во приватниот сектор, со тоа што би имале секако и поголем бенефит? Па, не би кажал. Условно за тоа е и субвенционирањето. Значи, субвенционирањето треба да е мотив повеќе за порано, да ни измотивира порано да вработиме некого. Теоретски гледаме, ако нас ни треба работник, дали ќе од јавна администрација или од биро за вработување, ќе побараме работник. Меѓутоа, сега со тоа субвенционирање е да ни измотивира доколку сме сметале идната година да направиме нови вработувања, да ги направиме оваа година. Јас не гледам дека ќе им се земат местата на тие луѓе што се под бирото и чекаат, затоа што паралелно и Агенција за вработување има сет на мерки со кои се помагаат и се субвенционираат фирми кои ќе вработат невработени, дали млади, дали во ризични години, постари, дали од социјални категории, така да паралелно можеме да кажеме дека покрај сите сет мерки што ги донесе Агенцијата за вработување за намалување на невработеноста и помош на луѓето кои чекаат работа преку бирото, сега со сет мерки се ставија и јавната администрација за кои сметаме дека треба да се скрати.
Точно е дека во некои министерства, агенции, државни предпријатија на едно столче седат и по два тројца. Убаво е тие луѓе да се внесат во приватниот сектор, затоа што луѓето да не ги прават неработници, туку да си работат и да творат. Така да сметам дека сетот мерки не е конкурентен на невработените што бараат под бирото работа. Така, во новиот предлог закон кој што го подготвува Министерството за информатичко општество и јавна администрација, предвидува секако мерки кои што би значеле до едукација или пак обука на овие луѓе кои што би излегле од јавната администрација. Сметате ли дека канализацијата на целата енергија кон овој процес би требало да заврши токму со обука на овие луѓе кои што би влегле во приватниот сектор? Така, стручен кадар, кога викаме стручен кадар, стручниот кадар со високо образование во природно-техничките области е навистина дефицитарен и е кадар што најлесно наоѓа работа во развиените земји и високо платени. И тие се повеќе и повеќе ќе ни фалат. Меѓутоа, преквалификацијата може да помогне да ги ставиме во една ситуација кај што брзо ќе се вклопат во приватниот бизнис, ќе ни надополнат некој гап што се појавува од ново вработен, да го донесеме до ниво на целосно функционален вработен, така да во делот на стручен кадар нема да ги наречеме стручен кадар, меѓутоа спремни за работа во приватниот сектор. И точно дефинитивно е подобро да има некаква преквалификација. Значи, ако одиме по текот на работата, треба прво да се направи анализа кој профил или кои профили на работници би требало да се преквалификуваат и да се стават во функција на приватниот сектор. Така да мислам дека овој сет на мерки би почнале од таму да се направи еден скрининг, да се види каква е ситуацијата во приватниот бизнис, па да почне преквалификација до обука и пуштање во работа на тие луѓе. Ви благодарам.